Беше април 1903 година. Нас сила веќе беше стапен полициски час. Две фигури на возрастни мажи се движеа по калдърмата без брзање, како да не се грижаа за честите патроли. Договорот со Благојче и Собинини беше да прочитаат само дел од сликовницата Храброста на Гоце. Но за изненадување тие си продолжија со читањето. Нешто во сликовницата ги обзеде, ги нурна во содржината и нивните љубопитни очи не се одделуваа од буквите. За авторот на текстот Никола Темков и за авторот на цртежите Игор Јовчевски, ова беше непланирана можност токму меѓу читателите да ја проверат тежината на делото. И се испадна повеќе од успешно. 5 сликовници ја сочинуваат едицијата Револуционери. Освен Храброста на Гоце, децата ќе можат во иднина да читаат и за Пиринскиот цар, за јунакот од Мечкин камен, за првиот претседател и за учителот од Смилево. Авторите Темков и Јовчевски им се познати на оние што ја следат македонската стрип сцена. Нивните интенции за популаризација на стрипот сосема јасно се гледаат и низ оваа сликовница. Годинава нели се слави јубилеј 110 годишнина од Илинденското восстание, исто така и 110 години од смртта на Гоце Делчев. И решивме пошто веќе издаваме нешто, прво нешто да ни биде баш оваа едиција, која што е насловена Револуционери. Храброста на Гоце е збирка од 3 така познати веќе приказни за Гоце, склопени во една целина, нели? И идејата ни беше, нели, наменета е за она возраст од 5 оделение нагоре, нели? И на еден интересен начин да им ја доближиме тој дел од историјата на Македонија, меѓутоа и да им ги доближиме тие вредности што ние као деца пред околу 30 на години сме ги имале како такви. Значи, ние сме пораснале со такви некои изданија, што подолг период ги нема. Ова конкретно, значи, рековме дека не станува збор за стрип, сега стилот мој на цртање. Јас сум стрип автор и илустратор детски. Значи, мојот стил на цртање едноставно потсеќа на стрип, колку и да во случајот нели не е. Значи, со целата таа техника на цртање е стрипска, јас не бегам од тоа и понатака нели планирам да не ја напуштам, да не менувам техники. Сега, значи, со ова сакавме на еден интересен начин да им ги доближиме тие приказни за револуционерите на децата од пето, да речеме, значи од момент кога децата почнуваат да изучуваат историја во основните училишта. Значи, да ги запознаеме со животите и со случаи од животите на овие наши великани, да го разбудиме оној, нели, толку зборува оној патриотизам кај децата од таа возраст, да знаат кои се, што сме имале, некоја историја, некоја наша. А и гледаме, нели, сега ова друго во стрипскава смисла, да го доближиме тој стрип јазик на децата на овој начин, значи преку сликовница. Значи, дефинитивно, врската помеѓу стрип цртањето и цртањето, изработката на сликовница на ваков начин, значи, како црташ, така и колор, е стрипски. Значи, на овој начин на децата да го доближиме стрипот, колку и да не е класичен или стрипски начин. Не ни беше нас целта да направиме уште една историска читанка. Значи, идејата е да им ги па макар и да има некои настани што не се 100% така, знаеш, да направиме некаква, па и да речеме фикција, меѓутоа да биде во функција на тоа да ги заинтересираме децата, да почнат самите да истражуваат, значи тие не се глупави, значи можат да најдат самите нешто, да се фатат за некој податок и самите да го бараат потоа како нивна, како нивен ангажман да ги заинтересирам, затоа што ние кога растевме во тој период имаше таква литература која што не наведуваше да читаме и енциклопедии и друга литература, не само да читаме нешто што е суопарно и што го имаме веќе во учебниците.
Сликовницата Храброста на Гоце е првото издание од едицијата Револуционери и првенче на издавачката куќа Слип Квадрат. Судејќи по реакцијата на нашите читатели на почетокот на прилогот, одлична можност е токму со неа основците да го почнат својот прв историски час за славниот македонски револуционер.